Ало, добар ден пријатели, јас сум Петар Ромовски. Ова е нашиот канал, Наш свет со Петар. Денес е 18 мај понеделник. Во викендот немав можност да снимам видеа, еве денес почнуваме во оваа недела со видеа, да направиме една ретроспектива што се случуваше викендот и да продолжиме со тековите на оваа недела. Што имавме, што беше значајно оваа недела, овој викенд и претходно, нели, што ја најававме минатата недела, дека имаше средба Трамп и Кси Џинпинг. Тоа беше можеби најзначајниот настан во овој викенд, настан кој што денес ќе треба да го обработиме, да видиме што се случуваше, кои се резултатите од тој самит, од таа средба и како тоа евентуално би можело да има влијание врз текот на сегашните моментални односи во целиот свет. Средбата Трамп-Кси Џинпинг беше најавена, планирана за крајот на март месец. Сега е мај месец. Средбата за крајот на март месец Трамп ја откажа. Прво ја откажува, ја пролонгира и така натаму. Зошто? Затоа што крајот на февруар USA, че Америка заедно со Израел ја почнаа кампањата, ја почнаа војната против Иран и очигледно американската влада и председателот Трамп има идеја да направат една брза операција во Иран, една брза војна и да имаат едни добри карти, нели, тој секогаш зборува со тоа дека вие немате карти или јас имам карти за да играте и така натаму, дали во негов стил, за да имаат карти како што би отишле во Кина од својство на сила. Меѓутоа, очигледно не тргна баш по план и средбата во март месец беше одложена за понатаму. До пред една седмица немаше никакви најави дека ќе има некаква средба и дека таа ќе се одржи. Беше изненадно објавена дека Трамп ќе патува за Кина. Што имаме на средбата? Трамп во Кина појде со мноштво негови луѓе, со многобројна делегација од Америка. Гледајќи го списокот во делегацијата, преовладуваат луѓето од технологијата. Тоа посебно од вештачката интелигенција, нели? Посебно од луѓето од информатичката технологија. Стандардните, знаете, од Боинг или од други фирми, но ми направи впечаток дека се повеќе од информатичната технологија. И во делегацијата, што видов, се и некои негови сенатори поблиски, кои што патувале во Кина. Од кинеска страна, кинеската амбасада во Америка пред да тргне делегацијата, има еден твит. Има еден твит со кој што индиректно и се обратија на кинеската делегација и се обратија на американската делегација. На вашиот екран сега го најдов твитот, сликата, че кинеската амбасада во Америка пред средбата пред патувањето на Трамп, дента пред патувањето на Трамп во Америка, во Кина, објави еден твит со 4 точки во кој што и даде едни, нели, keywords, едни кратки патокази на американската делегација што би требало и како кинеската страна го гледа диалогот со Америка. Првото и основно, или така како што тие напишаа red lines, тоа е црвените линии на Кина во односите помеѓу Кина и Америка.
Првото прашање, првата точка за кинезите е тајванското прашање. Значи, за Кина Тајван е вклучителен дел на Кина, Тајван е дел од кинеската држава и Тајван не може да биде поинаку. Значи, тоа е прашање на да се види или не, прашање, но значајно прашање за Кина и Кина не може да дозволи никакви разговори за тајванското прашање и го гледа тајванското прашање како една многу важна точка од кинеската држава. Втората точка која што кинезите ја предочија на американците е демократијата и човечките права. Знаете, било кој од Запад да патува во Кина, сите му држат предавање на кинезите како човековите права не се доволни, па треба да направат повеќе човекови права, па знаете, таму има тие малцинства за уигурите, за Тибет и така натаму. Секогаш кога да појдат западните делегати му држат предавање на кинезите за човековите права. Сега кинезите дадоа до знаење дека тие нема што да разговараат, дека тоа е нивно право и дека не сакаат да повеќе да ги имат, да ги слушаат тие лекции од Западот или да се пак поставуваат во една подредена улога на Западот, случајќи ги тие нивни предавања, така да речеме. Третата точка која што кинезите му ја предочија на американците за разговорите е патот и политичкиот систем на државата. Значи, кинезите ставија до знаење дека нема да разговараат за нивниот политички систем. Каков е нивниот политички систем, ќе направиме во иднина кога ќе најдеме време, ќе направиме емисија за политичкиот систем. Во Кина имаме еден државен комунистички систем во комбинација со еден приватен сектор. Значи, комунистичката партија владее со државата, комунистичката партија владее со све во државата, но комунистичката партија дозволува еден приватен сектор кој што ќе се развива и кој што ќе функционира колку што е можно независно од централната власт. Четвртата точка е правото на Кина за развој. Четвртата точка кинезите дадоа на право да се дознаење дека Кина има право за своја гледна точка врз тоа како таа ќе се развива и дека Кина има право на сопствен развој, да таа сопствено се развива, тоест на суверенитет. Тоа беа 4 точки кои што Кина преку својата амбасада ги сподели на американците пред да тргнат, пред делегацијата да тргне во Кина. Кога дојдоа таму, значи каква беше посетата на Трамп на Кина? Посетата на Трамп на Кина беше повеќе не беше работна посета, туку посета од значење на не протоколарна, туку како да кажеме, на посета кај што ќе биде многу поофицијална. Во таа насока Трамп беше така и пречекан од Кина. Тоест, се направи една помпезност, една деца кои што го пречекуваат, па мафтаат сите со знаменца, па таму нели на кинески на нивен начин, со разни свечености, со разни помпезности и така натаму. Значи имавме една повеќе протоколарна, една посвечена посета. Тоест посетата не беше да се направи да се направат договори, да има работни посети и така натаму, туку повеќе на протоколарност или повеќе на популарност или како да кажеме, не се сеќавам точно во моментот на направениот збор. Во екипата на Трамп, како што реков, беа повеќето скоро сите фирми од информатичкиот сектор. Кои се едни од отворените прашања?
На ниво на технологија, кинезите и американците се спротивставуваат. Американците, знаете, имаат се уште забрана и имаат забрана за лиферување во Кина на најновите процесори од Nvidia, например. Американците не могу ги лиферуваат, имаат забрана за производство во Кина на новите процесори. Кинезите пак имаат забрана, или не забрана, туку го следат и го регулираат извозот на реткоземни метали. Реткоземните метали пак, кои што Кина ги извезува за Америка и може да се добијат во тие количини само од Кина во моментот, се многу значајни за војната индустрија во Америка. Тоест, без тие метали Америка не може да ги произведува оружјата кои што посакува или кои што во моментот сака да ги произведува. Оружја, авиони, радари и така натаму. Без тие реткоземни материјали не може. Тоа се тие теми кои што тие ги спротивставуваат од технологиите. Самиот чин дека технолошките моćници и од Кина и од Америка се сретнаа во Кина, разговараат, прават нови сделки, нови бизниси, означува дека кинезите се уште ја гледаат Кина како иден партнер и како идно место каде што на технолошки ќе се и надпреваруваат, но и ќе соработуваат очигледно. Од политички гледна точка, посетата на Трамп доаѓа, што кажав, после војната на Америка и Израел со Иран. Претходно на посетата на Трамп на Кина предстоја едни остри осудувања од страна на Трамп врз Иран, но и беше претходно нели зборував и на таа тема минатата недела и беше и Бенјамин Нетањаху во Америка, каде што тој имаше интервју и меѓу другото кажа дека во иранските ракети се наблюдуваат многу и кинески делови. Затоа предпоставувам дека темата, една од главните теми и идеи на Трамп на Иран била да се направи еден дил, како што тој му вика, дил кинезите да ја сопрат соработката и помошта, поддршката на иранската армија, да сопрат да лиферуват, да дават воена техника, воена помош на Иран. А за возврат предпоставувам дека Трамп понудил да сопрат пак тие со војна поддршка на Тајван. Знаете, Тајван тие го спонзорираат и тие лиферуваат премногу воена опрема на Тајван, како што би Тајван би можел да направи некој самоодбрабен механизам во тој дел. Ако не е американската војна помош, Тајван не би имал таа можност да се спротивстави и да направи еден толку можен суверенитет. На целото тоа пак му предходеше и зашто мислам дека тоа е така, бидејќи пак неколку дена пред посетата на Трамп, некако медиумите не го пренесоа, но во Кина беше тајванската опозиција, тоест опозицијата од Тајван беше во Кина, каде што очигледно има разговори. Немаше некои помпезни најави, но целото тоа му предходеше, значи целото тоа било едно предвремено, тоест постепено и малку планиран тој дел. Како патоказ, како симптом дека за такви работи за тоа се разговарало и тоа што Кси Џинпин, тоест кинеската страна, изјави дека кинеската страна се застапува за тоа Ормузскиот проток да биде отворен. Тоест Кина не го поддржува Иран во тоа што е затворен Ормузскиот проток. Тоа беше само декларативно. Тие го кажаа тоа од нивна гледна точка, тоест ако погледнеме исто за Кина, од нивни интереси е Ормузскиот проток да биде отворен, затоа што
од целата светска економија. Погледнете емисијата во петокот која што ја правев за инфлаторните дејствија од Ормускиот проток кои што може да следуваат. Тоест, кинеската, во интерес на кинеската економија исто така е и да целата светска економија напредува, тоест расте. На таков начин кинеската економија, знаете, таа е силно експортно, силно извозно ориентирана и таа има интерес да светската економија напредува и таа да ги пласира своите стоки. Што имаме во моментот? Имаме една барикада на Ормускиот проток, второстепена пак од американска страна, која што ги блокира пак и иранските танкери да минуваат. А каде одат иранските танкери? Говорев претходната недела, како што кажа во петок за инфлациите и економската состојба за Ормускиот проток. Сите одат од Иран, иранската нафта оде во Кина. Тоест кинезите ја купуваат комплетно целата иранска нафта, Иран продава нафта нафтата во Кина. Американците тоа во моментот го стопираат и со тој начин исто така прават едно влијание, една пресија на кинеската економија исто така, бидејќи тоа се значителен дел од реагенсите од нафтените деривати. Кинеската држава добива некаде околу 10% од нафтените деривати од Иран. Значи, не еден мал дел од кинеската економија зависи од тие нафтени деривати, кои што не е јасно па дали може и да се заменат. Очигледно имавме дил тука. Очигледно имавме некаков дил, тоест разговори за дил. Според мене не е дошло до никаква сделка, гледајќи ги изразот на лицето и гледајќи ја политиката на Си Џинпинг, која што ја води, една не многу широка, една доста ригорозна малку, една политика заснована на правила. Изјавите на Си Џинпинг беа декларативни, без конкретни насоки, тоест беа малку декларативни и мислам дека не е дошло до некаков дил, тоест да можат американци да ги договорат кинезите, нешто слично како што направија со русите во Анкоридж, во Аляска. И сметам дека и понатаму ќе гледаме супорт, тоест поддршка на Кина на Иран, бидејќи Иран е стратешки партнер на Кина и како што претходно кажува дека Иран е и полноправен член во ШОС, тоест во Шангајската организација за сигурност, каде што Кина и Русија заедно со Иран ја составуваат таа група таму на азијски, евроазијски, како што се викаат земји во таа Шангајска организација за сигурност. Тоест Иран е стратешки партнер и на Кина и на Русија. Што е значајно нешто кое што медиумите не го пропуштија, но очигледно не се толку многу даде значење на тоа нешто е. Кога говореше Си Џинпинг, тој кажа да не влеземе во стапицата на Тукидид. Што значи тоа? Тукидид е историчар, Тукидид е од времењата пред Александар Македонски, некаде таму кога Спарта е била помоќна држава доле на Пелопонес. Значи, накратко, во тоа време имаме една моќна спартанска држава, Спарта била воено надмоќна тогаш, воена сила, и во тој момент имаме разрастување пак на Атинската држава. На Атинската држава која што полека станувала опонент или полека станувала сила исто како Спарта, дури може би да полека ја надминува Спарта. Описот на Тукидид е дека кога една суперсила или кога еден
хегемон или една суперсила или хегемон станува посилен од другиот хегемон, од другата суперсила, е неизбежна војна. Тоа значи дека тоа е тоа слово, тоа е таа мисла на Тукидид. Стапицата на Тукидид, стапица пред време, преку околу година, како беше, во Америка имаше некакви написи, повесници за стапицата на Тукидид, па филозофираа американците што е стапица на Тукидид. Тоест, мислата на Тукидид американците ја насловија како стапица на Тукидид. Тоест, кога еден хегемон опаѓа, кога се раѓа друг хегемон или друга суперсила, е неизбежна војна. Што сакаше да каже Кси Џинпинг со тоа, со мислата за Тукидид? Според мене, не кинезите се гледаат како хегемон или како суперсила. Познавајќи ги, сркевајќи ги кинезите, јас гледам дека они немаат некаква потреба да бидат суперсила, хегемон, да се натрапуваат врз други нации, врз друг дел на светот. Ниту пак развиваат такво општество кое што извезува култури или така натаму да се представува како некој хегемон на светот. Многу спротивно на тоа, пак од западот доаѓаат тие размисли, тие идеи дека Кина станува суперсила и хегемон кој што полека ќе заменува Америка. Тоест, американците се гледаат себе си во една залезна ситуација. Тоест, се гледаат во една ситуација каде што полека нивната сила згаснува или се намалува во светот. Тоа го гледаме и по војните, значи не е како 90-тите што беа американците на суперсила, па прават што сакаат, па одат каде сакаат и така натаму. Веќе имаме една супротива прво и војна, но и економска. Имаме еден голем проблем на американците. Нивниот основен проблем е што нивниот долг прогресивно, постојано расте. И тоа е еден голем проблем на американската економија, тој постојано расте. И се уште немаме на повидок концепции кои што можат да влијаат против тоа нешто. Значи, и новите идеологии беа дека да се врати индустријата, да се направи таа мага и цело тоа произлегува од таму, да се реши тоа прашање, да таа проблем со долгот тргне во надол, нали, тоест да се почне да се намалува, но тоа не е баш успешно. Дали Кина станува новиот хегемон? Што сакаше да каже Кси Џинпинг? Според Тукидид, според целата ситуација, очигледно имаме едно замирање на американската војна суперсила и на економска суперсила. Гледаме изгревање на нова суперсила, на нов хегемон. Имаме и во моментот, не во моментот, туку неколку години уназад, подготовка, размисли и начини да светот се доведе во тоест што и како ќе се случува после монополарниот свет. Значи, без да навлегувам, друг пат ќе направиме емисија, веќе немаме време за денес. Очигледно, Кси Џинпинг со тие зборови го потврди тоа нешто, дека Кина полека се подготвува, полека доаѓа на сцена како суперсила, како хегемон, но дека кинезите сакаат да избегнат воен конфликт со Америка. Беше клучната порака на Кси Џинпинг. Дали кинезите ќе успеат во тоа, дали ќе успеат да станат хегемон во светот без воени интервенции, воени действија, останува да видиме што ќе ни донесе времето.
за денес да не пречекоруваме многу од зацртаниот тајминг. Светам дека отприлика ја опфативме, ја анализиравме посетата на Трамп и во наредните денови ќе се навраќаме понекогаш на таа, има што уште многу да се кажува, а за наскоро е најавена, не е кажан уште точен термин, но во Кина допатува наскоро и Владимир Путин. Тоест, очигледно во Кина имаме средби на трите во моментот трите центри, така да ги кажеме, кои што влијаат врз моменталната геополитика во светот, тоест врз моменталните политички збиднувања во светот. За денес толку. Поздрав, уште едно потсетување, видеата, очигледно YouTube, алгоритмот на YouTube не секогаш ги дава најнапред, не секогаш темите на YouTube му се бенисуваат, затоа најдобар начин е да се претплатите за каналот за во иднина да би можеле да се дружиме почесто и да добивате информации кои што, како што кажувам, нели, не ги нема во или многу помало застапено се во медиумите за масовна комуникација. Поздрав и секој добро.